51 недела, декември, зимска краткоденица. Само што стигнавме во точката на зимската краткоденица. Земјината навалена оска ја одвлекува северната хемисфера во сенка. Се помалку часови ги поминуваме во светлина, а се повеќе во сенка. Околу 45 степени до 50 степени северно, каде што живеат повеќето од нас, имаме 16 часови во темница и 8 часови на дневна светлина. Ноќта трае дупло повеќе од денот. Уште посеверно, на 60 степени, Санкт Петерсбург, Стокхолм, Осло и Енкоридж имаат 18 часови ноќ и 6 часови ден, 3/4 ноќ, 1/4 ден. На 67 степени северно од екваторот ноќта трае 24 часови. На денот на краткоденицата сонцето воопшто не излегува, само го зафатува арктичкиот круг. На крајот на декември патниците за Лос Анџелес гледаат 2 заоѓања и 2 изгревања на сонцето. Над Гренланд влегуваат во земјината сенка, поминуваат низ неа, а потоа авионот повторно излегува на светлина. Патниците го гледаат заоѓањето на сонцето, но не навечер, туку напладне. Неколку часови подоцна излегуваат од земјината сенка и го гледаат изгревањето на сонцето, иако е попладне. Денес не мораме да се смрзнуваме на северниот пол, за да го видиме ефектот на краткоденицата. Во текот на годините зраците само ја допираат северната и јужната поларна област. Покриени се со ледени капи и колку што се тие поголеми, земјата се повеќе ги одбива сончевите зраци, а помалку ги апсорбира. Во 10 век сонцето светело малку посилно и тоа придонесло до период на многу брзо загревање. Поларните капи се топеле и се смалувале, со што белата површина на земјата станувала помала. Земјата одбивала помалку зраци, а повеќе ги впивала. Со тоа се загревала, а ледените капи се топеле и викинзите откриле дека можат да се населат на Гренланд. Потоа во 16 век станало поладно. Мразот се ширел и белите капи се зголемувале. Земјата одбивала повеќе зраци, а помалку ги впивала, со што помалку се загревала и ледените капи се зголемувале, се додека Гренланд не го заробиле во мраз. Тоа било крајот на колонизирањето. Денес се грижиме дека глобалното затоплување ќе ги стопи поларните капи. Еве што би останало од Европа. Хамбург, Амстердам, Венеција и Лондон ќе бидат потопени, дури и Њујорк. Ова сепак нема да се случи утре. Сонцето е како греалка и секој ден е уклучена. Најтопло е попладне. Во ноќта сонцето заоѓа и греалката се исклучува. Најладно е во зората. Ова е дневниот топло-ладен циклус. Сите знаеме за годишниот топло-ладен циклус. Во лето, кога сонцето е високо на небото, е топло. Кога е ниско, како што е во времето на краткоденицата, е ладно. За ова постојат 2 причини. Кога сонцето го поминува небото по својот најкраток пат, грењето пократко работи, а тогаш и најслабо грее. Зраците се растураат на поголема површина и даваат помалку топлина. Атмосферата се лади, а водата се претвара во снег и мраз. Има многу долги циклуси, како што е тој од 26.000 години, во кој земјината оска опишува кружница. Аголот на сончевите зраци се менува во текот на милениумите и климата полека, но постојано се менува. Сите тие промени, топло-ладно, зависат од земјината положба спрема сонцето. Дали сонцето е сигурно? Сонцето свети повеќе од 4 милиарди години. Има водород и хелиум за уште 4 до 5 милиарди години. Тука нема проблеми. И покрај тоа ништо не ни гарантира сигурно греење. Зрачењето е променливо, тоа можеме да го видиме по сончевите дамки.
Дамките кои на почетокот на 17 век ги открил Галилеј се зголемуваат и се смалуваат во циклус од 11 години. Во другата половина на 17 век сончевите дамки скоро исчезнале. Изненадувачки, тоа се совпаднало со падот на температурата. Зимите биле сурови, а летата премногу ладни за житото да созрее. Тоа довело до глад, војни и иселување во Америка. Сончевите дамки следат циклуси од 11 години. Едно време биле малку, но потоа се повеќе до 2001 година. Температурата расте, но дамките не научиле се за сонцето. За нив знаеме само 400 години, а 400 години за сонцето е како секунда за нашиот живот. Не знаеме многу за сонцето. Солстици или сонцестој не е положба на земјата, туку на сонцето. Пладневното сонце секој ден се повеќе се спуштало, а денес престанало. Солстици значи сол, сонце и стициум застане. Во куќата видовте дека зраците се подалеку се протегнуваат во собата. Денес стигнаа најдалеку, затоа што денес северната хемисфера е најоддалечена од сонцето. Земјата се врти околу сонцето под различни аги. На денот на рамноденица пред 3 месеци пладневното сонце беше вертикално над екваторот. Земјата продолжи понатаму по орбитата и линијата каде што сонцето свети под прав агол се спушти на јужната хемисфера. Оваа недела пладневното сонце е на 23-та јужна паралела, вертикално над Австралија, Мадагаскар и Рио де Жанеиро. 23-та јужна паралела се нарекува и Јарчев повратник, затоа што под тој агол сонцето е во созвездието Јарец. Од следната недела северната хемисфера ќе почне да се навалува на кај сонцето. Патувањето на сонцето ќе се продолжи, а со тоа и деновите. Ни доаѓа пролетта.